Добар ден, Петар, благодарам што сте дел од нашата емисија. Ќе Благодарам, зборуваме Петар. за две многу важни теми, а тоа се младинските политики, ситуацијата и состојбите со младите кај нас, но и образованието. Не знам која од која пострашни. Мислам на вистина проблемите се и таму присутни. Некои анкети, некои истражувања покажуваат поразителни податоци за тоа колку се младите разочарани, колку мина од нив би се иселиле. Процентите се страшни. Не дека ќе повозрасните нешто подобро стојат нештата, меѓутоа младите се нашата иднина. Како вие генерално ги оценувате младинските политики во земјава? Кога станува збор за младинските политики, ние може да кажеме дека во некои области, особено кога станува збор, например, за младинското учество, имаме супер политики. Тука би го напоменал Законот за младинско учество и младински политики. Кога станува збор во однос на репрезентативноста на младите, предвидени се формирање на локални младински совети, национален младински совет и слично. Меѓутоа, како и се во оваа држава, секогаш проблемот е имплементацијата на тие закони. Еве веќе трета година поред од кога е донесен Законот за младинско учество и младински политики, ние се уште на рака може да ги изброиме оние општини кои што имаат формирано локални младински совети. Дополнително кога Иако имаат обврска. Да, иако имаат обврска. Тоа е една од, да би рекол, проблемите. Вториот проблем е тоа што би рекол властите кога станува збор за младински политики не го гледаат тоа воопшто како приоритет. И искрено многу ми е жал за тоа, особено ако се има предвид она ситуација која што напоменавте во однос на како младите гледат на оваа држава и колку е висок процентот на млади луѓе кои што сакаат да се заменат од оваа држава. Меѓутоа, дополнително ние што го гледаме е колку младите луѓе воопшто во оваа држава не се задоволни од своето место каде што се. И тука зборувам во смисла на тоа дека младиот човек никогаш, многу ретко бил консултиран некогаш за некој процес. Многу ретко локалниот политичар, дали е тоа од општината, советникот или пратеникот, ги праша младите луѓе што е тоа вие што го имате како проблем и што може ние тоа да го направиме. И секако тоа укажува на фактот дека нормално дека младите луѓе нема да бидат задоволни од своето место, ако гледаме дека тие што не представуваат, тие што треба да се застапуваат за нашите интереси, не се баш најактивни во полето на младите. Да, ова застапеноста на младите навистина е важна тема и како што рековте, таа дискрепанца помеѓу тоа што стои на хартија и тоа како е ситуацијата во реалноста. Како да се најде чаре од оваа состојба? Значи, баш неодамна мислам дека минатата емисија гостинот кажа дека на една сосем друга тема, меѓутоа пораката за како да се сменат нештата беше таа дека има два начини. Едното е поголем граѓански ангажман, а другото е вистинска воља кај политичарите. Веројатно и тука помеѓу тие две И јас би рекол истата комбинација, дека меѓутоа би рекол првичната и клучната е политичката воља од страна на владата, од страна на парламентот, од страна на сите општествени чинители, особено државните институции, дека навистина ги препознаваат проблемите на младите, дека имаат воља да ги решат. Се додека ние гледаме ветување за млади единствено во предизборните кампањи или единствено кога има некаква силна реакција од страна на младите, младинскиот сектор и студентските организации, тогаш не може да очекуваме дека младите во оваа држава ќе бидат задоволни или пак дополнително граѓански активни. Сега во однос на вториот дел кога станува збор за граѓанскиот активизам и општо граѓанскиот ангажман на младите луѓе. Да, затоа што политичката воља не зависи од нас. Тука колку можеме да влијаеме. Колку политичарите ќе направат, толку да речеме дека еве не прават. Како да се поттикне граѓанскиот, односно младинскиот? Ние, според нашите примери, како организација која што веќе 20 години работиме на промовирање на граѓанскиот активизам и поттикнување на младите да бидат активни граѓани, оно што може да го видиме дека успешниот рецепт, да кажам, за како да претвориме еден млад човек во граѓански активна индивидуа е успешни примери, да се покаже да неговиот труд вистински се цени, дека неговиот труд менува нешто во општеството. Ние секако сме имале некои успешни иницијативи од страна на нашите млади во клубовите, дали е тоа иницијатива зборувам за наједноставна работа, менување на возниот ред да соодветствува со кога звони звончето во училиштето, за да биде поедноставно до поставување на сигнализации за семафори и слично, па до се покрупни работи, меѓутоа како и да е, потребно е да бидат слушнати, дека младите бидат слушнати од страна на самите институции. Ние секако нормално не може да очекуваме дека секој млад човек во држава ќе биде активен, дека ќе се интересира за политика, дека ќе се интересира за младинските права, општо за младинскиот стандард и слично. Меѓутоа, важно е да им дадеме простор и шанса на оние кои што сакаат да се активни, оние кои што сакаат да направат нешто, да им ја дадеме можноста и условите да може да го направат тоа. Меѓутоа, за жал, тие услови, тие можности се помалку.
односно повторно се враќаме на тоа дека гледаме дека на владата без разлика од било која политичка партија и на парламентот дека младите се во фокус единствено кога има некоја тема што е навистина актуелна или скандалозна, би рекол, поврзана со младите, или па кога станува збор за предизборија, па кога треба да се освои што поголем број на гласачи. Така. Друга тема која што е многу исто така проблематична, а се поврзана е со граѓанското и политичкото учество на младите е образованието. Тука навистина стоиме доста лошо по сите параметри. Како вие како млад човек, сега зборувам и лично, не само како организација, го гледате македонскиот образовен систем и може би е преопшто, меѓутоа каде ги лоцирате клучните проблеми? Би рекол дека за мене како млад човек, вака кога ќе видам како тече образовниот процес, би рекол дека е навистина тажно и особено се нервирам искрено кога ќе гледам дека нашето образование, нашето образовен систем постојано тоне, односно дека ние постојано на сите анкети идеме само надолу и надолу, додека пак сите околу нас имаат некаков пробив и се качуваат погоре на анкетите, дали е тоа во однос на истражување, квалитет на образование и слично. Јас би рекол дека кога станува збор за нашиот образовен систем, според мене главната работа е што не постои воопшто шанса за креирање на критичко размислување или потекнување на критичко размислување кај младите. Ние, нашите млади ги учиме да памтат прости информации, без да ги обработуваат, без да ги анализираат, без критички да пристапат кој, кога, зошто, како. Мислам, тие зборчиња воопшто не се присутни во курикулумите. Да, само што и кога, кој датум. Мислам, сега карикираме, меѓутоа тоа е идејата дека ние мора да се потрудиме младите луѓе во оваа држава да почнат да размислуваат, да си поставуваат прашање зошто е ова вака, кога, како се случило и слично. Се додека ние имаме образовен систем кој што ги тера единствено младите да учат на, би рекол, и позастарени програми кои што содржат често и содржини кои што се некој пат хомофобични, шовинистички и слично, не може да очекуваме дека ќе имаме граѓански активни млади луѓе, меѓутоа и дека ќе имаме млади луѓе кои што критички ќе приспитуваат и одлуките на власта и одлуките на парламентот или било што. Зборувавме за вклученоста на младите во креирањето на политики. Тука имаме еден голем проблем што младите не се вклучени во креирањето на оние политики од кои што се директно засегнати, на пример образовните. Зошто никој не ги консултира младите кога се прават тие програми или стратегии за развој на образованието? Во однос на консултациите би рекол дека некогаш се консултирани младите, меѓутоа тоа најчесто се свиди на фактот дека имаме место на масата, меѓутоа тоа е само чисто за да се задоволи она тик да бокс што се кажува. Демек еве викнавме млади луѓе, формата да се задоволи дека викнавме млади луѓе кои што демек учествуваат во овој процес и придонесуваат некако, меѓутоа сме увиделе дека многу често нашите придонеси или контрибуции во било кој процес, за било каква политика образована, не секогаш се земаат предвид. И не знам, има некаква резигнираност во однос особено на образовните институции да ги вклучат младите, а мислам дека од особена важност. Не зборувам специфично за некои образовни програми и слично, или секако тоа се остава на самите експерти кои што знаат како да го прават тоа, подредена методологија и слично. Меѓутоа кога станува збор за некои работи кои што директно се однесуваат на младите, на пример воншколски активности или активности во рамки на самото училиште, зборам и основно и средно, потребно да го слушаме гласот на младите, потребно да знаеме што они сакаат и што може ние да направиме за да им се подобри образовниот процес. Друга забелешка што многумина експерти ја кажуваат е недоследноста на политиките. Неодамно имаше истражување дека здравство и образование се меѓу министерствата каде што најчесто се менуваат министри, баш сектори каде што треба долгорочна стратегија. Како овој политички пазар врз овој сектор влијае врз квалитетот? Несомнено дека влијае многу, мислам тоа се покажува и по статус квото во однос на самиот образовен систем. Тоа како да тргнуваме, па ќе застанеме, па се враќаме назад. После тоа повторно пак почуваме одново, Мислам тоа што го напоменавте вие во однос на кога станува збор за реформите во образованието, придобивките или резултатите не ги гледаме денот кога ќе се изгледа со законот, туку долгорочно. Тоа се нели долгорочни политики каде што се очекува резултатите да се покажат после 3 до 5, па некогаш и 10 години, нели зависи од политиката. Меѓутоа кај нас она што се случува дека со секоја смена на министар или министерка не имаме индивидуа кој има различна визија за образованието и него продолжува тоа што го започнал неговиот претходник. И така постојано ние се вртиме во еден круг каде што има некаква идеја за реформа, некогаш има, некогаш ни воопшто нема. Меѓутоа како и да е се почнува и после за 1 или 2 години не стига ни да се имплементира на таа политика, не пак ние да видиме кои би биле придобивките од таа политика. Меѓутоа несомнено дека влијае
честата смена на министри и недоследноста во спроведувањето на политиките. Веројатно треба некој меѓупартиски консензус дека Да. за ова прашање, за ова поле, заедно ќе работиме во следните 15 Може би не е години. толку проблем што се менуваат министрите, толку колку што не продолжуваат работата на својот претходник. Како што кажам, мислам постојано се менува, еден има различна визија и ќе каже не, јас сметам дека ова е приоритет и јас сега ова ќе го работам, што е мислам секако во ред, меѓутоа треба да има некаква конзистентност кога Да, но станува тука- брзови политики. Баш има еден сега примерот пред ден-два дека нема конзистентност или консензуси во рамките на самите владеачки партии. Споменавте дека и учебниците и програмите се честопати полни со шовинизам и со хомофобија и така натаму. И од владеачката партија представници, еве завчера градоначелник еден нивен бил на трибина каде што се зборува против воведување на сексуално образование во училиштата. Како можеме да очекуваме меѓупартиски консензус кога самата владеачка партија не може да се согласи? Точно, да, има На недоследности, калетера. има недоследности во однос на тоа што е официјалниот став можеби на партијата, дали на власт или на опозиција, во однос на тоа што треба да содржи образованието специфично во однос на оваа тема која што е за жал многу контраверзна помеѓу политичките партии, општо помеѓу општеството. Да, меѓутоа ако се залагаме за прогресивни политики, за еден нов пристап во образованието, треба да разговараме ако ништо друго. Да. Па мислам дека тоа е токму и проблемот што имаме недостаток на комуникација и токму поради тој недостаток на комуникација се отвора еден простор каде што одредени актери го искористуваат тоа и произведуваат лажни информации, лажни вести и слично што само штети на самиот процес. Мислам дека клучно е вистинска комуникација со факти каде што убаво и темално се објаснува всушност кои се придобивките, односно како што и се во држава ни фали дебата соочена со аргументи за и против. Така. Освен оваа недоследност во креирањето на политики, имаме и силна партизација на образованието. Не е тајна дека изборот на кадар наставен честопати се врши во партиските канцеларии. Тоа е навистина проблем. Како и дали вие на некаков начин ги мапирате овие проблеми и се борите против оваа партизација? Ние веќе постоиме како организација 23 години и еден од клучните приоритети на самата организација, освен млади, секако и образование, при тоа што сметаме дека се едни две теми и области кои што се навистина тесно поврзани едни меѓу други, постојано и во минатото, меѓутоа и сега апелираме кога станува збор за образованието и реформите во образованието, тоа да се прави на најсоодветен начин каде што може, да се имаат предвид мислењата на експертите, да се имаат мислење предвид на граѓанските организации и особено да се има предвид дека политиката, особено политичките партии, не треба да ги вмешуваат прстите во образовниот процес. За жал, трагично е тоа што ние се уште зборуваме за тоа дека имаме професори или наставници или било што кои што своето место во одредено училиште го добиле благодарение на партиската Учителки во книжка. градинка. Да, а не благодарение на нивните компетенции. И кога ние имаме наставници и професори кои што се на тоа место не благодарение на нивните компетенции, нивното знаење, нивното искуство, туку благодарение на партиската книжка, тогаш не може да очекуваме дека ќе имаме прогрес во образованието или пак дека нашиот образовен систем ќе продуцира млади со критичко размислување или млади општо со способност за анализа на било што во Да, значи имаме ни недоследност и неквалитетни програми, Да, мислам, едното со имаме друго не партизиран оди, да, кадар да. и во една комбинација тие две, мислам дека се совршен рецепт за катастрофа. Мислам, не може да зборуваме дека сакаме дека било кој се залага за квалитетно образование, за инвестиции во образование, за реформи во образование, ако на суштественото, односно наставникот, професорот, што е клучната алатка во како тоа се образуваат младите луѓе во државата, е несоодветна. Апсолутно. И на крај повторно ќе се вратиме и така ќе го завршиме интервјуто на учеството на младите. Рековме дека политичката воља е важна, веројатно и реформата на самите политички партии перспективно ќе биде клучна кога ќе се освестат дека тоа мора да го направат. Како самите млади да се ангажираат во рамките на партиите да бидат погласни. Значи тажно е кога гледаме млади луѓе од самите младински иницијативи на партиите и подмладоци, како што ги нарекуваат, кога слепо ги следат насоките од лидерствата без да бидат критични во своето учество. Имаме соработувано, јас лично и како организација имаме соработувано со голем број на политички подмладоци, навистина може да видиме дека има навистина перспективни идни политичари во оваа држава, меѓутоа проблемот е што во рамки на партијата не се дозволува тие млади луѓе да искочат на виделина. Односно често за жал постои она мантра кај што постои дека по дефолт си млад, ако си млад човек, тогаш по дефолт треба да работиш некои минорни работи без воопшто да го искористиш својот интелектуален капацитет. А некогаш младите луѓе со одредено искуство, со одредено знаење знаат многу
многу може да придонесат оние кои што се сениори, да кажам, во партијата. Така што првично нешто што треба да очекуваме самите партии да ги вклучуваат што повеќе младите луѓе. Дали е тоа на листа за советници, листа во парламент, во владата, исто така ние во владата, ако не се лажам, не сме имале некои навистина млади луѓе или луѓе кои што се млади, кои што навистина може да придонесат во одреден сектор. Имам чувство дека по дефолт кога се гледа дека еден човек е млад, дека одма се гледа можеби не е он најсоодветниот поради тоа што го нема доволното искуство, нема доволно знаење и слично. А тоа е нешто што навистина не согласно, поради тоа што еве видовме дека сме имале навистина повозрасни министри, повозрасни политичари, поискусни слично, па не сме виделе да кажам некои навистина големи придобивки од нивото огромно искуство или пак сениоритет. Апсолутно. Благодарам многу за интервјуто и за пораките. Сигурно ќе се видиме повторно, оваа тема ни е вечно актуелна нам. Благодарам на интервјуто.